Италија со околу 160.000 заразени и 20.000 починати е една од најпогодените држави во актуелната криза. Големиот број болни ги блокираа болниците и го доведоа пред колапс еден од најдобрите здравствени системи во светот. На видеоврска од Рим го имаме доктор Иво Бошковски, признат научник и клиничар во областа на гастроентерологијата во глобални рамки, кој работи на Католичкиот универзитет во чии рамки функционира поликлиниката Агостино Джемели, една од најголемите во Рим. Тој е родом од Тетово. Доктор Бошковски, добро вечер, добре дојдовте во 360 степени. Добро вечер, добро вечер. Ваша примарна експертиза не е областа на инфектологијата, но целиот персонал на болницата во која работите во овој период помага во третманот на болните од COVID-19. Како би опишале моменталната состојба и во вашата институција, но и генерално во Италија? Видете сега, тоа што се случува и што се случи е навистина без преседан. Имаме ситуација каде што едноставно бевме блокирани на сите нивоа. На почетокот на март тука ставија локдаун, практично целата држава е затворена, се уште сме затворени, најверојатно до 3 мај ќе бидеме во оваа ситуација. Можем да зборувам за тоа што се случува на мојата болница на поликлиника Джемели, но знам што се случува и на север, соработуваме со сите доктори. Тоа што го кажавте точно, сум гастроентеролог, но сите сме инволвирани подеднакво на сите одделенија, затоа што недостасува персонал. Иако беа превземени навремени мерки, на време се затвори, сепак епидемијата доволно се имаше проширено, сега се намалува тоа затоа што се гледат ефектите од затварањето и тоа директно има реперкусија на нас. На почетокот на март, посебно на половината на март, доживеавме една катастрофална ситуација каде што не можевме да ги згрижиме сите пациенти подеднакво. Едноставно ниту еден здравствен систем не е спремен да одговори на такво нешто, на толку голем прилив на пациенти кои што сите имаат потреба од нега. Тој што има температура или пак има некои обични симптоми стои дома, тој што веќе не може да диши доаѓа во болница и такви беа скоро сите пациенти кои што дојдоа кај нас. Нашата болница има скоро околу 2000 кревети, 48 операциони сали, 2 реанимации, 2 постоперативни неги и може да замислите колку респиратори. И покрај тоа имавме недостаток на респиратори, недостаток на пумпи за бризгување кислород ЧИПАП се викаат. И нарачавме нови респиратори како во цела Италија. И проблем е исто и недостатокот на основни средства за заштита. Јас сум на ендоскопија на гастроентерологија. Секој ден имаме пациенти ковид позитивни кои што ги третираме, имаат крварења, имаат најразноразни манифестации на болестот и не е само респираторна болест, води и до мултиорган фейлур, го напаѓа срцето, бубрезите, црниот дроб, мозокот и така натаму. Јас буквално кога влегувам на работа од Сабајле ми даваат една маска, со тоа што кога сум во сала добивам FFP2, а кога е сигурно позитивен пациент P3. Инаку цело време сме со хируршки маски и тие ги чуваме, така да некогаш ги користиме по неколку пати. Докторе, дали може да кажете дека сега состојбата полека се нормализира и дека веќе не сте во ситуација во која што не можете да пружите нега на пациент на кој што му е неопходна нега? Сега ситуацијата се стабилизира, но тоа е факт. Имаме се помалку и помалку пациенти. Практично сите одделенија кај нас, освен хируршка онкологија и итни хируршки операции, се друго беше стопирано со декрет на државата, значи не можевме да правиме, се уште не можеме да правиме никакви контролни испитувања,
никакви тестови, никакви скрининг процедури. Сега полека се отвараат одделенијата, се уште сме блокирани, ама се отвараме за тие што се хитни, ма што може да се направат и понатака. Пред една недела имавме затворено 6 одделенија, во петокот затворивме 4 одделенија, вчера имаше само 3 нови пациенти на брза помош, а до пред 20 дена немавме ниту едно место на брза помош, доаѓа на 5 минути еден пациент и амбулантите чекаа влез на брза помош. Сега дури се гледаат резултатите на тоталното затварање. Значи, единствено нешто што функционира. Немаме ни вакцина, немаме ни соодветни лекови кои што 100% можат да ги убlažат симптомите на вирусот или пак да оздрават некој. Единствено нешто што може да направиме сега е само изолација од најблиските, изолација од било кој што може да не посети, пожелно е носење на маски и хируршките маски се ефективни доколку ги носат сите, така да вирусот не се пренесува. Докторе, сакам да ве прашам, имате ли објаснување за себе? Предпоставам ќе треба време, анализи, длабински, за да се дојде до точните одговори, но што според вас се главните причини што Италија се доведе во ваква ситуација? Па видите сега, поточно погоден е центарот на Северна Италија, каде што индустријата има најголем дел од аеродроми, размена низ цела Европа, практично една раскрсница, едно клучно место. Тоа што мислам јас и тоа не само што мислам јас, тоа што го гледаме денеска, што го читаме, е дека вирусот сигурно циркулира од првите денови на јануари, ако не од декември. Најпрвите случаи се регистрирани во Германија до истиот период, со тоа што немавме никакви информации, дури пред месец дена дознавме за тоа. За да добиете една ваква дифузија на еден вирус кој што е навистина многу вирулентен, многу едноставно се пренесува од пациент на пациент, треба да имате еден период на инкубација од 2 недели сега и тој вирус се има пренесувано сигурно на почетокот на јануари. Дури на крајот на февруари имавме жаришта кои се затвара и така натаму и од тука нагло почнува да се пренесуваат пациенти. Други теории кои што ги има сега се загадувањата од таа зона горе доста загадена. Имаше еден фудбалски надпревар со стадион полн со луѓе и тоа се шпекулира дека и таму имало доста заразени. Практично овие се нештата кои што има доведено до буквално експлозија на COVID, SARS-19, тој вирус. Да. А бројот на починати е сепак навистина многу голем, независно како го анализирате, дали на милион жители, дали како процент од регистрираните заразени. Имате ли некакво објаснување за тој огромен процент на починати пациенти? Видите сега, тоа што го регистрираме ние се сите пациенти починати во 24 часа, кои што имаат и COVID. Италија има, секоја држава си има своји статистики. Кај нас се дури такви модуларите, кога се пополнува модул за смрт на пациент, се нанесуваат сите патологии, сигурно во Македонија во местото, меѓу кои и COVID, доколку бил позитивен пациентот. Сега тука имате онколошки болни, имате стари лица со неколку коморбидитети, хипертензии и така натаму. Замислете сега, имате 80% од популацијата која што е над 70 години, а и 60, користат 2 до 3 лека. Користат лек за хипертензија, лек за диабет, лек за коагулација и така натаму. Тие пациенти во обични услови можеби никогаш не би стигнали до 80 години, 85-75, значи благодарение на лекарствата се стигнати до една одредена старосна група. Сега тука доаѓа вирусот, кој што скомпензира се
и може да замислите дека еден постара особа која што има и други болести, што може се да настане. Проблемот тоа што го гледаме секојдневно е дека не само старите лица се фрагилни, се многу лошо реагираат на вирусот. Има една група на пациенти кои што од 45 до 55 години од машки пол кои што нагло се влошуваат, додека се дома практично не чувствуваат ништо, имаат само замор, тешко им е да станат, да се движат, тоа затоа што сатурација на кислородот во крв е многу ниска. И кога доаѓаат на брза помош, некои имаат дури 50-60% на сатурација на кислород во крв. Од тука за 15 минути се сите на апарат. Тоа е навистина драматично. Какво е вашето искуство со пациентите кои што ќе завршат на респиратор? Во различни држави има различна статистика, но главно исходот кај тие пациенти, велам во огромно мнозинство, е лош. Тоа е точно. Кога пациентот завршува на респиратор, не се доволни 3 недели за да излезе од респиратор. Пациенти се ставаат прони, тоест со стомакот надолу, затоа што така подобро дишат на респиратор, се експандираат централниот дел од белите дробови и базалниот дел. И кога доаѓа до таа ситуација, значи дека навистина е нешто последно што може да се направи. После тоа има ЕКМО. ЕКМО е машини за дишење на кои што се приклучуваат на пациентите и имаат смртност од 90%. Може да мислите сега. Ние, например, на Джемели, кај што работаме, имаме 4 такви машини, е поликлиника која што има од огромни размери, има хелиодром, тениски игралишта, имаме било какви од педиатрија до неонатологија, до интензивна нега, неонатална и така натаму. Не сме едноставно спремни за ова. А пациентите сега, тоа што го знаеме од аутоптички истражувања, е дека умираат и од тромбоемболија на белите дробови. По протокол ние ставаме и нискомолекуларни хепарини, кои што прават профилакса на евентуална тромбоза и тромбоемболии. Другото прашање кој беше, извинете? Тоа беше прашањето. Сега сакам да ве прашам, што би била вашата порака до вашите сонародници овде во Македонија? Нашиот здравствен систем во никој случај не може да се споредува со италијанскиот, а еден таков здравствен систем се доведе себе си буквално пред колапс во оваа ситуација. Во Македонија засега не сме стигнати до таа точка. Веројатно прашање на почитување на мерките на тамошниот тек на епидемијата е дали и нашиот здравствен систем ќе стигне до таа точка, па што во таа смисла би била вашата порака до граѓаните овде? Видите, јас уште првите моменти на почетокот на кризата тука беше јасно дека станува збор за нешто непознато, кое што дури сега, после, може да кажеме, 4 месеци во Кина, со искуствата и така натаму, дури сега почнуваме да го познаваме. За сега го знаеме само името, не го знаеме презимето. Тоест, може би требаат неколку години за детално да го истражиме вирусот и како функционира. Има безброј начини на кои што влегува во клетките, безброј начини на кои што го напаѓа организмот, станува на збор за вирус РНА, не е ДНА, РНА, и е еден од попростите вируси, значи многу добро ќе дојдеме во вакцина, сега не во контекст со тоа што ви кажувам, за да се свати за што станува збор. За да одговорам покомплетно на прашањето, одговорот е во вирусот кој што е навистина многу комплексен, може секого да го нападне, никој од нас не е имун. Може да читате било какви теории на заговор, спекулации, дека излева од ваму, таму, тоа е се побиено, знаеме од научни истражувања од Lancet и од престижни, од New England, од престижни журнали, дека е од животинско потекло. Тоа што уште во првите моменти кога избувна кризата, јас бара да стапам и во контакт со здравството, со властите во Македонија кои што беа свесни уште во првиот момент за што станува зборот, има регионална
соработка, посебно со министрот за здравство, со премиерот и други функционери. И соработувам, им кажувам како што се случува, знаат многу добро. Тоа што го направија навистина е за похвалба. Тоа што е затворено во Македонија во моментот што има, знам дека има полициски час, е единствено нешто што може да функционира моментално за да се намали пренесувањето на вирусот. Навистина луѓето умираат за 10 минути. Тоа е премногу. Имате ситуации кај што буквално до пред секунда пациентот е добар, го гледате, за секунда се дестабилизира и тоа за еден доктор е нешто, тоест да бидеш безпомошен е навистина нешто незамисливо. Не можете ништо да направите за пациента, знаете, има, например, 40 години, има деца и така натаму, треба да му спасите животот, а сте немочни, да оставате буквално една цела фамилија на улица. Што значи подобро да имате затворени улици отколку затворени семејства. И тоа што го прави владата во Македонија, мислам дека е единствено нешто што може да функционира, оти немаме вакцина, немаме соодветни лекарства кои што сигурно би биле ефикасни. Тоа е мојата порака. Вирусот не гледа ни националност, ни политичка определеност. Во моментов треба да сватите дека станува збор за војна економија, станува збор за вонредна состојба и единствено нешто со секој поединец може да го направи од било каква религија, од било каква национална припадност, симпатизер на било која политичка партија, е да ги слуша препораките и да биде совесен граѓанин и да придонесе. Секој од нас придонесува, ние сме буквално затворени, само јас одам на работа, жена ми е дома со децата, никој нема излезено, ги немаме видени ни на мојата сопругата, таткото и мајката од почеток на март, значи никакви контакти немаме со никого. И тоа е наш придонес, покрај тоа што јас го правам како доктор, ама секој од нас придонесува за општеството. Значи ова е тоа што секој од нас треба да го направи за побрзо да се вратиме во нормала. Ви благодарам за овој разговор. Благодарам на вас.